Некој можеби ќе рече, па зошто луѓето толку се бунат? Зградата е зграда, ние сме луѓе, ние си имаме свој живот, зградата си има свој живот, ние имаме рок на траење, зградата има рок на траење. Што толку се грижиме за тоа? Сите ние всушност живееме во најмалата куќа, а тоа е нашето тело. Откако човекот го изградил својот прв дом, околу неговото тело се создало уште едно тело, артифицијално тело. И тој поради тие причини почнал на истиот начин да го третира и тоа тело како своето. И поради тоа, всушност, својот дом го смета за собствено второ тело, кое можеме да го наречеме културно тело, социјално тело, колективно тело. И сега ова е најинтересното. Што понекогаш ова тело го цени повеќе отколку сопственото. Значи, речи си на целата планета. На луѓето куќата им значи повеќе од сопственото тело. Најдобар доказ за тоа е што многу илјадници луѓе го дале сопственото тело за да го заштитат своето, да речеме, куќно тело. Тоа покажува дека всушност куќата им е поважна од сопственото тело. Јас сум тука првенствено затоа што бев дете кога се градеше овој трговски центар. Сега сум веќе во 6-та деценија од животот. Значи, за мене ова не е само символ на градот, него символ на еден живот. И создавањето на ваков трговски центар значи поништување на цела една урбана генерација што израснета тука. Значи, овој барок, или како го нарекуваат, веќе не знам како се вика, не е символ на ренесансата, него е символ на црниот среден век, на тоталитаризмот и тоа. Символ на поврзаноста на едно модерно Скопје, модерна нација со светот. А новиот план? Ве молам, новиот план е смејурија, мислам, не можам збор да најдам, тоа е навреда. Тоа е навреда за сите нас, од незналици, од профитери, луѓе што не им е гајли, и тоа се архитектот ќе биде соучесник на овој злочинство што прави. И треба, имам еден предлог од овие маса на споменици тука што се прават, да се направи еден споменик во камен да им се исклесаат имињата на сите архитекти соучесници на овој злочин со проектот Скопје 2014.